Колку влијаат моменталните меѓуетнички, меѓуверски тензии во државата врз уметноста, врз културата? Кој е ваше гледање? Па, очигледно дека делуваат, затоа што представата што вечерва ќе ја играме, Шехерезада 1001 минута, зборува токму за тоа, зборува за предрасудите, зборува за нетолеранцијата, зборува за верската, политичката, националната, родовата, половата, расната дискриминација, зборува за луѓето кои што со својата глупост се обидуваат да го спасат светот. Но во моментот кога таква видна структура на личности ќе се обидуваат да го спасат светот, тогаш настанува курчлус во системот, настанува лоботомија на мозокот на човекот и ширејќи ја токму таа енергија доаѓа до она што во овој момент одредени луѓе се обидуваат да го направат токму и во земјата во која што живееме. Па влијаат многу, ние од таму црпиме енергија и теми за одработка. Ние баш затоа тргнавме да направиме нешто оригинално, нешто од тука, нешто од нас што не секира, нешто од нас што не загрижува и преку театарот да ги покажеме сите фрустрации, сите предрасуди, да ги рушиме предрасудите и некогаш и да им понудиме некакво решение. Некогаш, кажувам, некогаш само ги отвараме прашањата, поставаме сами на публиката да сватат кон што треба да се придвижиме, кон што да одиме напред. Поготово со Шехерезада направивме представа и тексти представа која што сите тие од религиозни до национални до секакви до партиски предрасуди сите ги и фрустрации предрасуди ги покажуваме и после публиката некако како вентил им доаѓа кога ќе дојдат на оваа представа и колку и да се смеат, сепак заминуваат со некаква грудка или со некакво сознание до кај сме отидени, до какви крајности лудилото може да отиде. Кој што рекла Алберт Ајнштајн, само човековата лудост е бескрајна. Па знаеш како, мене беше многу интересно, пошто ја не знам од кои причини, најверојатно, не знам, после Фауст, од која ја сработев, престанав да гледам телевизија, да купувам весници. Весници одамна престанав да купувам до душа, а телевизија престанав исто така да гледам. Пошто сакам да си задржам својата ментална хигиена, од тие причини не гледам. И, значи, ден-два беа после премиерата и се случуваат тие работи што ти ги кажуваш сега, пошто ни тогаш не одлучив телевизија, само ми раскажа по телевизија, по телефон ми викаат колку си актуелен со својата нова представа, пошто тоа и тоа се случува. Таму кај што се случува виши тоа што се случувало, ја не знам точно што се случувало, од прилика ми раскажано само. Знаеш како, театарот е секогаш мора да е во тек со време, немаш да бидеш пред време или малце да доснеш. Знаеш, ако си пред време не си важен, ако малце доснеш си досаден. Така да мора да бидеш цело време во жижата на времето. Тоа не значи дека треба ти цело време да следиш политичката ситуација, тоа значи дека треба да следиш оно што се вика Zeitgeist, некој дух на време, и ако си во тој контекст врзан, онда многу точно ќе знаеш зашо што сакаш точно да кажеш во театар и секогаш се случува да најдобрите представи конечно бидат врзани со тој дух на време. Ова не е конечно само наш проблем, мислам го гледаме дека го има и во Германија и мислам дека не е тој мислам дека ние толку и немаме голем проблем, искрено да кажам, пошто тука е толку банално и смешно, или како што во представата кажуваат, ја гледаш минатата недела за премиера, ќе поглумат малце радикализам, малце либерализам и после ќе се ги поделат гласовите. Тука е банално, тука само ќе се наредат некои као телиња за да бидат искасапени и после не е проблем. Мислам дека дури поголем проблем сега има Европа него ние. Ние малце скоро и да го надминавме. Условно, не сме го надминале, многу е проблематично, пошто тоа е као љубов, тоа мора да го гаиш. Мора да се грижиш за него, мора да инвестираш секој ден, дневно, за да не го забориш. Ако го забориш, онда повторно излегуваат проблемите на виделина и од почеток се работи, мора да работиш многу по-напорно. Немаш кампањски, како се каже тоа у школа, немаш кампањски да работиш на тоа, мора
темелно и студиозно да работиш со време. Секој ден многу повеќе, многу понапорно, за да ги нема тие проблеми, онда ќе ги нема и во театар, наверојатно. Ќе има други нека. Дали театарот може да даде одговор на ваквите тензии, да го лоцира проблемот и да се обиде, ако ништо друго, да го реши? Па, да им укаже на луѓето каде грешат? Не дава одговор. Театарот поставува прашање. Доколку има некаков проблем, мисијата на театарот е да го постави прашањето. Одговорот ќе го пронајде гледачот. Доколку ние го поставиме прашањето што се случува со човекот, со граѓанинот во Македонија, кој што е обземен во вртлогот на предрасудите, тогаш гледачот кој што гледа што се случува со ликовите кои што ние ги носиме на сцената, си го дава самиот одговорот и се разбира, ние се надеваме дека оној кој што е во публиката, дали е тоа гледач кој што води некаков свој нормален секојдневен живот или пак се работи за политичар кој што е на некој начин екзекутор на принципот и начинот на живење на граѓанинот, или пак во публиката е некој кој што ги има предрасудите и ќе си ги забележи, ќе ги види со широко отворени очи оние работи кои што кај себе ги препознава, ги гледа и се надеваме дека на тој начин ќе се обиде да делува врз самиот себе си и да тој вид на глупост, предрасуда, ограничување, обременување или заблуда дека ќе може на некој начин да го анулира. Театарот не секогаш нуди одговори. Не можеме, ние не сме semožni толку паметни да нудиме. Да, постојат книги, постојат големи дела кои што кроз вековите не учат и ни кажува дека секогаш било исто, затоа што се соочуваме со истите проблеми кроз вековите. Ништо не е ново. Но има една, значи многу филозофи од будизмот до сите филозофии го содржуваат кога збориме за проблемот, има една голема вистина. Кога ќе знаеш точно од кај извира проблемот, тогаш тој проблем веќе не постои. Значи, работата е ние преку театар се трудиме да го најдеме изворот на тој проблем и кога ќе го покажеме тој извор, еве како е, самиот проблем веќе не станува, луѓето сами сваќаат. Значи, не нудиме, ние ги кажуваме, се трудиме само да ги кажуваме изворите на глупоста и на предрасудите и фрустрациите, од кај извира тоа. Па знаеш како, не знам, некој например би рекол дека уметниците требало да бидат ангелите на општеството, да го чуваат од несрекни и глупи моменти. Најверојатно е една, не верам дека уметноста може да го смени општеството, искрено ти кажам, меѓутоа најверојатно е една од точните, може да укаже на проблемот. И најверојатно е една од точните дефиниции, сепак, и покрај тоа што не слагам до крај со тоа. Некако во последно време се делиме на наши и ваши, на муслимани, на православни, на христијани, на албанци, македонци. Дали постои такво нешто во театар? Дали се делат луѓето? Па, во театар се делат работите на ликови, се делат на функции во хиерархијата на самиот театар и системот во театарот. Но, бидејќи се работи за луѓе кои што работиме во уметноста, се предпоставува дека би требало да бидеме космополити по принципот и начинот на живење и на функционирање. Едноставно, ние живееме и функционираме во свет кој што се обидува да припадне на системот на светот, што значи да бидеме во комуникација со различни култури, да ги даруваме нашите благодети од културата од која што доаѓаме, но исто така давајќи универзалната мисла и универзалната идеја. Доколку тоа не го правиме, тогаш едноставно не припаѓаме на светот на уметноста и не припаѓаме на големето семејство на уметници кои што со своето делување всушност работат на тоа да го направат светот да биде едноставно подобар. Секогаш се делат. Значи луѓето се поготово вакви мали без татко, мајка народ, така се чувствуваме, оти немаме лидери прави ние. Значи сите сме косирачиња и сите сакаме за да се заштитиме, сите сме очопори. И сега имаш поделба, една поделба албанци, македонци, срби, ово. Па после имаш измеѓу нив чекај ДУИ, ДПА, ВМРО, ваму таму се делат. Па после се делат според
религија, муслимани, православни, католици, па протестанти, па не знам што. Па после имаше делење по не знам вако. Но стоп некако се делат и чопори се прават. Мислам тоа е логика на овца. Луѓето треба да станат малце сами своји и да размислат малце, не овци да станат. Дали е така и во театарските кругови? Си почувствувал некоја поделба на верска, на етничка основа? Во театарот е малце порелаксирано, но за жал секогаш политиката, па таа припадност секогаш се одразувало секаде. Од фамилиарна врска до политички, дали си од оваа страна или од десната страна или левата страна или овие или отие. Тоа го има, за жал. Конкретно од Шехерезада можеме да заклучиме дека сепак еден србин, еден македонец и еден албанец, ако веќе мораме да се делиме на вакви, такви и онакви, дека сепак кога ќе се соберат на куп може да направат нешто добро. Да, и морам да признам... Нешто што порачува дека не треба натаму да се делат работите, мислите? Да, но морам да кажам дека иницијативата да се направи оваа представа воопшто не беше од тој аспект провоцирана. Напротив, ние сме другари, се дружиме во последниве 20-30 години, а така што решивме да направиме представа која што ќе зборува токму за предрасудите. И работејќи оваа представа, вие ја гледавте представата, се надевам дека публиката ќе дојде да ја види иско така представата и да види што се уметниците можат да кажат со широко отворени очи, со исклучително отворено срце и со малку разум за светот во кој што живеат. Добро, не, прашање сега колку и Нина македонка, она е родена во Нови Сад, се презира Гачич, например. Прашање колку сум србин, мислам цел живот сум живеел у Скопје. Мислам секој случај Македонија осеќам као моја држава. Исто така најверојатно не знам Вишка што ви одговорил, Ѓорги што ви одговорил така дале. Меѓутоа да, ама тоа е убав конгломерат на нешто што некаш било познато као братство и единство. Не знам, немавме, не ги чувствувам проблемите на тоа ниво. Имам само пријатели и луѓе кои што не ми се пријатели. Не пријатели, него луѓе кои што не ми се во внатрешниот круг на живење, на работа и така натака. Така да енергијата се излезе само од себе на ниво на професионализам и на естетика. Ништо повеќе од тоа. Какво чувство буди во тебе фактот дека си единствениот албанец кој што заиграл на сцената на Маната? Колку што ме радува, толку и малце ми е чудно, затоа што сепак оваа институција, Македонски народен театар, треба да е институција на цела држава и оваа институција треба да ги покаже сите, не само албанци, турци, роми, срби, значи ова треба да биде одраз или огледало на нашето општество. Но од друга страна сум многу среќен што сум заиграл уште 99-та овде ја игравме нашата дипломска представа. После тоа играв 2000-та кај мојот професор Љубиша Георгиевски при Шекспир и ова е после како му иде 11 години враќање. Игнорирање 11 години од оваа институција, тотално игнор цело време. И сега се враќам после 11 години, се враќам со мој проект. Значи пак се уште не сум дел од МНТ, но со мој приватен проект, со голема поддршка на директорите што се сегашни, јас пак заиграв на сцена. Колку е тешко, со Визар споменавме дека тој е единствениот албанец кој што заиграл на сцената на МНТ. Колку е тешко за еден македонец да заигра во албански театар или во турски театар, или пак за албанец или турчин да заигра во МНТ, во драмски? Знаете што, јазикот е секогаш проблем. Јас пред одредено време бев во Америка и играв на англиски јазик во театарска представа и за мене тоа беше многу комплицирано и многу тешко, додека не влегов во системот на функционирање и комуницирање на театарот во кој што работев. Потоа се чувствував многу комотно, убаво, пријатно, затоа што театарскиот јазик е јазик кој што го зборува секој уметник, секој актер од целиот свет. Тоа е еден јазик, ние се разбираме токму преку таа комуникација и нема никаков проблем. Сигурно има македонци режисери кои што режираат во албански театар, овде има срби, американци, руси,
кои што режирале и биле автори на текстови. За актерите е малку потешко, затоа што нашето средство главно е јазикот. Но доколку се работи за представа каде што јазикот не мора да биде главниот елемент, тогаш нема никаков проблем. Токму заради тоа е поретка фреквенцијата на актери од еден театар во друг. Па не можам точно да ти кажам, јас сум направила една представа во албански театар. И тоа е една многу драга моја представа. После тоа не сум ни конкурирал, право да кажам, не сум ни отишол да побарам да работам повторно представа. И тоа не поради искуството лошо што го имав таму, напротив, одлично искуството би работел уште 100 пати таму представа, меѓутоа не ми се случило во периодот да имам потреба да понудам таму текст. Например, поинтересно би ми било во турски да работам сега, пошто во албански сум работел. Не знам колку е тешко, не можам да ти кажам, мислам дека сепак не сум правиот примерок за поставување на такви прашања. Мене ми е тешко било каде да поставам представа. Било кој театар. Мислам, мене ми се, како да ви кажам, ја до пред нека година дури ни една представа не беше направена според конкурирање на програма, него терористички влагав у театар, зимав екипа, правев и после нема што да ти прават, ќе ти остават представата, па ќе се игра. Значи, не знам, последните, мислам дека од Дракула навака, например, тоа се 2 до 3 представи кои што се влезани во програма на Министерството и така се направени според програма. Другите биле инцидент. Значи ми било секогаш тешко. Било каде. Како да ви кажам, кога беше конфликтот, многу луѓе се бунеа, викаа што е сега, какви човекови права. Никој од нас немаше човекови права и заради тоа се случи тоа што се случи. Дали било исправно, било глупо, дали било неточно, точно, не е битно. Меѓутоа проблемот со човекови права го имаме у целата држава до ден денеска, така да многу лесно може да пукне на било кое место за многу по-бесмислена причина. Тоа сакам да кажам, така да не можам точно да кажам. Мислам, мене ми е драго кога моите представи се играат, кога има публика, криво ми кога ќе ги симнат без причина. Прво јазикот. Значи, така се поделени овде, албански, турски, драмски. МНТ не треба да биде тако, значи не треба да... Барем не го кажував ја тоа, не го кажуваат луѓе кои што се по 30 години во МНТ и луѓе кои што се некако дел од сегашната власт и сите тие признаваат дека тие сами први кажаа дека вишка не само што треба да се вработат овде албанци или турци и ова, него треба да се играат представи на тие јазици. Пошто е ова институција на цела Македонија. Значи ова е национален. А другите што се по јазици, значи албански, турски, па драмски театар, значи тие може да бидат претежно на тој јазик некако, што и мене и тоа не ми е нешто. Како ќе дојде времето, може дека има потреба, па ќе дојде некој чека ќе откупи салата и ќе рече сакам да направам проект на енглески. Па ќе се играе на енглески, значи и се играло на енглески. Мене друго ми беше по вакво, што јас дипломирав на македонски, зборувам чист македонски, играв Шекспир на македонски уште од втора година на факултет. И додека цело време некој пропагира дека за да успееш треба да научиш македонски, треба да за да нели да вредиш повеќе треба да научиш македонски и ова Македонија, знаеш македонски и сега еве ја знам македонски, научив македонски, завршив и на македонски и на албански. Зошто сега затворени вратите? Каква порака вие праќате кон другите албанци кои што рекле еве супер, вишка знае одлично македонски, затоа и се снаоѓа супер, кога се затворени вратите. Значи некако после 2001 стана многу полоши работи него како што беа претходно. Претходно имав полно представи во драмски. После тоа некако се поделивме и таа поделба се повеќе и повеќе оди. И пак ќе кажам, ѓаволот секојаш се прикрива, секојаш се покажува, секој идиот го знае тоа. Значи ја не сум многу религиозен човек, но ми се допаѓа таа филозофија. И секој идиот знае дека ѓаволот секојаш се прерушува во светец. И треба да знаете дека и тие што се прават некои, значи не зборам за сите, туку во тоа трдло на патриоти има такви луѓе кои што и мислат лошо на Македонија. И треба да сфатите дека не се што се пропагира патриотски е добро за оваа држава. Многу треба да сте паметни и да ги сфатите позадините на сите работи.
А ако не можете, ако не сте толку паметни да ги сватите позадините, само верувајте на љубов. Значи, што не му го прави тоа на другиот, тоа што не би сакал он да ти го прави тебе. Тоа е основата. Значи, тоа е најпросто. Само прашајте се, кога тој би ти го направил тоа, дали би ти било добро. Значи, тоа е тоа. И тоа и за едните, и за другите. Значи, не ги исклучувам овде албанците, затоа што и ние имаме една нашите партии представници како што ќе дојдат на власт, тие само по парата одат и тие кои што би требало да се монитор на една власт, тие напротив играат прљави игри заедно со некои внатре структури. Значи тие горат огн, после ќе се појават како спасители, мислам. Моје гледање е дека уметниците, вклучувајќи ги и театарските, малку поинаку ги доживуваат сите случувања во едно општество, сите проблеми. Дали моменталните меѓуетнички, меѓуверски нетолеранции, тоа што околу калето се кршат копијата во моментов, дали ве провоцира, дали ве разбеснува, ве инспирира? Па морам да признам, мене ме растревожува. Ме растревожува затоа што ме става во некаков вид на група на луѓе кои што треба да бидат определени, да мразам. Ме ставаат во состојба да бидам нервозен, да бидам анксиозен. Ме ставаат во состојба да завземам страна, иако тоа не го сакам. Доколку ја завземам страната, тогаш ќе бидам глупав, тогаш ќе бидам ограничен, тогаш ќе бидам препон со предрасуди или ќе влезам во центрифугата на национализам. Доколку не го направам тоа, тогаш некој друг ќе ме обвини дека ете не сум направил ништо. Вечерва јас играм представа. Представата во која што играм зборува токму за тоа дека јас едноставно не сакам да влегувам во нечии концепти, не сакам да ми го нарушуваат системот на живење, не сакам да влегувам во нечии луди концепти и не сакам да завземам страна или нешто зад кое што не стојам. Моето битие се буни без јас да сакам. Едноставно, уметникот не само што не смее да застане за нечија страна, уметникот секогаш мора да биде на страната на човекот. Јас ги делам луѓето на луѓе и не луѓе. Ги делам на градители и рушители. Ги делам на луѓе кои што имаат разум и луѓе кои што се безумни. Со безумните, со луѓето кои што немаат разум и оние кои што се отруени, затруени и уништени во својот ограничен свет, едноставно не комуницирам. Но тоа не значи дека не ги сретнувам секојдневно. Овој лик кој што го играм, ликот на Вујче во Шехерезада 2001 година, е неверојатно ограничен, глупав, тупав, лик кој што ќе го спасува светот, иако не знае што се случува околу него. Мисли дека треба да го спаси светот со тоа што ќе превземе акција која што е погубна и за него, за неговиот пријател, за неговата околина и воопшто за светот во кој што живее. Мислејќи дека правиме нешто добро, многу често можеме да направиме зло. Така што препорачувам на публиката во Македонија да дојде и да ја види представата. Ние малце подобро знаеме од другите како би било, колку е убаво кога би ги немало овие работи. И баш поради тоа и не боли повеќе, затоа што ние знаеме колку е убаво, не знам. Кога ќе прошетаме, ќе отидеме со некоја добра представа која што сме работеле заедно, ќе отидеме по свет и ќе ги освоиме сите срца таму. Значи сум шетал од Истанбул, Каиро, Париз, Москва, Санкт Петербург, Будва, по цела, дури и до Њу Јорк, значи сме биле секаде со наши продукти кои што сме ги работеле заеднички, македонци, албанци, турци. И секаде биле занемени од таа колоритност на емоции, на тоа што ние можеме да понудиме, колку имаме ние што да покажеме. Ние сме емотивни луѓе сите и таа емотивност им фали да го гледаат тоа надвор, знаеш, таа жустрост што се вика на дури балканштина, па како кажете, знаеш, на Балкан крв и мед. Значи ние тоа ни е крв и мед. И
многу ме лути што не сфаќаат овде некои овци, некои трла, не држат назад, не сфаќаат дека ние од тоа што ни е најголем квалитет наместо да одиме, мислам да им не да им покажеме, но да живееме, убаво да живееме, да заработуваме од тоа цел свет. Овде некој тоа го користи за значи таа жестина, таа жестокост што имаме сите ние ја користи само деструктивно, само уништувачки. И тоа ќе одиш на штета на сите. Значи, што и да се случи, нема да биде лошо само за македонците, ќе биде лошо и за албанците во Македонија, ќе биде лошо и за другите. Значи, ништо нема, ако гори една куќа, во една куќа живееме, сите ќе изгореме или сите ќе останеме без куќа. Така, секако нема да изгорат само македонците или само албанците. Да, пошто некако многу, не знам какви идеи имаат тие сега сите, ова е, не знам, наше, ова е ваше, чека, нема никој да отиде од тука, овде ќе бидеме уште 5000 години. Да. Сега, какви ќе бидеме, каков свет ќе оставиме на нашите деца, ја не би сакал да им оставам вакви, јас сакам сега да се решат работите, затоа што не би сакал моите деца да ги доживеат и проживеат истите глупости што јас сум ги живеел овие 30 години. Да не им се наметне поделбата на наши и ваши. Така, јасно. Секогаш нека биде таа поделба, нека биде тоа од позитивен, знаеш, да биде таа поделба во однос на колку убаво е кај нив ова или колку убаво е кај нив ова, ама не на негативна смисла. Затоа што и оригиналноста на секој човек треба да се искористи, а не да се користи против него. Јас во 2003 година направив представа, режирав представа по текст на Маја Стевановиќ, колешка од професор на Факултетот за драмски уметности. Представата се вика Децата на Лилит. И тоа беше представа која што во 2003 година, после не знам како да ја наречам таа ситуација која што некако ми заличува на ова што сега се случува. Исто така беше еден вртлок на премногу емоции, премногу напнатост, премногу превирања заради одредени политички бенефити. Тогаш исто така се обединивме како сега што се обединивме во овој проект со Срđan Јаничиевиќ, со Висар Вишка и јас како некако вид на столбови на ова представа, србин, албанец и македонец. Тогаш бевме една малку поширока група на луѓе, Бедија Беговска, Амернис Нокшичи, Висар Вишка, потоа Сашка, мојата колешка од Куманово, Искра Ветеро, значи македонци, власи, турци, срби, албанци, се собравме од желба да ги смириме страстите прво во себе, да ги говориме тугите јазици. Ние учевме албански, албанците учеа српски, србите учеа македонски и така натаму. Направивме еден амалгам на јазик кој што имаше висока идеја да не обедини и да го кажеме своето мислење, што мислиме за војната, што мислиме за конфликтите. И тоа беше една представа која што еве и Висар беше дел од тој проект. Така што ние секогаш правиме напор, секогаш правиме усилба она што го имаме како став, како концепт на живење, како космополитски дух, да го промовираме низ својата уметност. Па знаеш како, не знам, некој например би рекол дека уметниците треба да бидат ангелите на општеството, да го чуваат од несекни глупи моменти. Најверојатно е една, не верам дека уметноста може да го смени општеството, искрено ти кажам, меѓутоа најверојатно е една од точните, може да укаже на проблемот. И најверојатно е една од точните дефиниции, сепак, и покрај тоа што не се слагам до крај со тоа. Меѓутоа, нормално е, мислам, ти кога правиш уметност не можеш да бидеш неемотивен. Таква уметност не постои, не е уметност, значи едно со друго не иде никако. Меѓутоа на тоа ниво на вера неколку пати ми се има десено да разговарам, и тоа во последно време, не знам, се повеќе. Затоа е измислено секуларно општество. Токму заради тоа, за да не бидат повредени нечии емоции. Ние имаме, например, огромен проблем имаме, например, со една несекуларна држава, сека Грција. Мислам дека генералниот проблем што го имаме со таа држава е токму тоа, што они се наведени на тоа ниво на несекуларна држава
и тоаш самиот менталитет е подигнат на едно по непријатно ниво и по радикализирано ниво. Мене ми е многу страв кога се оди на тој пат, пошто е опасен пат. Не знам, и историски, и како сакате гледате на таа работа, е опасно. Јас на вистина немам ништо против секоја религија, тоа е апсолутно одлука на секој човек, мислам дека е прецинтимна работа. Меѓутоа, не смеете да дозволите да тоа што не е работа да навлезе на некое друго место, на некое друго поле во кое што очигледно е опасно. И да, затоа реагирам понекогаш бурно и емотивно. Фауст беше една многу емотивна, можеби мојата, јас стално кажам, не знам дали е мојата најдобра, меѓутоа сигурно мојата најискрена представа од токму тие причини. Па ние имаме малку како да речам, по екстерни дејствувања во однос на случувањата што се околу нас, токму затоа и се бавиме со уметност, но не сме имуни на она што се случува околу нас, напротив. Ние ги делиме исто така мислењата кога после премиерата на оваа представа, прво имавме забава овде во Македонскиот народен театар, а потоа отидовме во Стара Чаршија да прославиме со нашите пријатели таму. Она што се случува на Калето, за сите нас, јас за мене можам да кажам, сметам дека е потполно бесмислено, дека сите што се таму инволвирани во сите тие тепачки, во целата таа агресија која што е принудена, сметам дека секој разумен човек треба убаво да размисли дали треба да влезе и дали ќе влезе во концептот на некои луѓе кои што иницираат таков вид на агресија. Тоа не е потребно. Никому тоа не е потребно. Не зборувам од политички аспект, зборувам од човечен аспект. Никому не е потребно да се вадат ножеви, никому не е потребно да се вадат тупаници и сила, кога може убаво да се забавува, кога може убаво да се соработува, кога може еснавски за многу нешта да се дискутира и да се најдат решенија на работи кои што нас не мачат. Но секогаш кога се влегува без разум, слепо во туѓи концепти, секогаш завршува со лошо. Ако речам дека камениот мост ги поврзува двата дела на Скопје, ако веќе Скопје се дели на два дела, а Калето во моментов ги раздвојува. Ќе се сложиш со мене? Па некој ги го раздели Скопје, некој овие 50 години, последно 60, 70, више не знам колку стана, уште од 45-та, го раздвојуваше Скопје и после е и мостот ние за спојување. Сега истото го прават и со Кале. Мислам, многу голема глупост е. Од една страна многу ми беше мило што се бавевме со, некако влеговме во некаков вакуум или некако влеговме во некој наш свет, спремајќи оваа представа и не гледав ни вести, ни ништо, одев дома и пуштав нека серија или само да се олабавам. Од друга страна, па не можеш ни да ги занемариш тие работи, затоа што тие мали проблеми лека по лека како рак почнуваат да стануваат големи и да не излезат сите. Ова ми личи со означувањето на териториите. Знаеш, доаѓаат секакви луѓе, мочковци, да не кажам, светци во бела коса, ѓаволот секогаш се крие како светец ти доаѓа во бела коса, во не знам што, и во име на верата сака да ги скара луѓето. Така се појавува ѓаволот, не се појавува како ѓавол, него како светец. И многу е глупаво кога во име на верата ти провоцираш или во име на верата ти сакаш, значи верата треба да биде љубов да шири, не омраза. И некако ова ми личи како почнавме некако во Македонија сите да ги означуваме териториите, сите мочаме како кучиња, сега мочам ја означувам територија, па ќе дојде друг ќе моча, чекај, не ова моја територија. И засмрде. Живееме во таков смрад што мислам не е веќе нормално. Треба да престанеме веќе со мочење на територии, све е наше. Све е наше и ништо не треба да се направи да се провоцира. Значи слободата по
по секаква логика, значи слободата или демократија е да уживаш во твоето право, во твојата слобода, но се додека со твојата слобода ти не ја допираш, не ја загрозуваш мојата слобода. Значи све ти е дозволено се дека ти мене не ме загрозуваш со тоа. Значи тоа е еден совет за сите и да не се потпалат по такви патриотски или верски или не знам што, затоа што се тоа ѓаволите кои што на крај тие ќе останат живи. Мислам, ништо не им се случува, него ќе им се случи на луѓето кои што потпаднале под такво. Тие ќе го јадат на крај. Ние луѓето ќе го јадеме. Каква порака сакаш ти преку Шехерезада да им дадеш на македонците? Знаеш како во Шехерезада, пред се да се разбереме, не е толку пораката, не е фокусот на религијата или на верските нетолеранции и така натака. Не е толку фокусот на некоја политика, фокусот е на глупост. Значи во Шехерезада се смеваат сите паранои, сите глупости, сите погледи на свет дека има некаква завера против нас, дека против било кого има завера, знаеш. И повеќе се смева со тоа. Како што сум кажал неколку пати, мотото на представата кој ќе не спаси од спасителите на светот, или уште поточното мото е верувате во бајки, не во заговори. И управо тоа во Шехерезада се измева со еден конгломерат на лудости што се случуваат, дека еден обичен човек го доведува до прилично неразумно и глупаво понашање. Тоа ја го измевам од таа представа. Во овој случај овој контекст искористен само како некоја драмска машина која што вози од почетокот до крајот. И затоа представата и на крај завршува како бајка. Немам можда точен одговор. Мислам, осим тоа дека се исмевам со овој контекст за кој што зборувавме до сега веќе неколку пати, мислам, како ви кажам, како што кажа више, ќе поглумат малцова, ќе си ги поделат гласовите, ќе си ги поделат парите, а некој слепо верува во некои идеали кои што му ги импостира некој друг, кој што ги прави само ради тоа да заработи или за да си го обезбеди своето место под, не знам, под златното небо.